Новиот охридски шериф е победник во директната пресметка со злобните штетници насадени низ центарот на Балканскиот Ерусалим. И не само тоа, туку тој со сиот пркос е подготвен да му се спротистави на сиот свет, кој си замислил дека поради некаква природа и биодиверзитет може постојано да им уништува туристичката сезона на Охријани. Платформите и шанковите мора да се вратат таму каде што им е местото, на плажите. Првично урбанистички ќе пробаме да ги решиме, да ги метниме во фатите и после тоа да ги на јавно надавање да издадеме под концесија повторно. За разлика од дрвата во Охрид, во Скопје почнаа да се сечат глави, а што паднаа ничкум за ништо и од никаде, ма позарем биваше на нивно место да се насадат такви чиј ум докажано функционира на фреквенција, која е спротивна од онаа што беше испратена во последната порака, која очигледно пак била погрешно адресирана. Шокирани сме од оваа одлука, со која за нов ВД директор се поставува човек што беше дел од претходната управа, која што беше разрешена заради неправилности во работењето. Театарот комедија може слободно да се пресели во Куманово. Таму представата не само што трае, туку не се знае ниту кога ќе заврши. Наместо да се врати во јатото, од кое беше избркан, куленот на кумановци реши да се пресели правејќи нова летачка формација, во која ги вгнезди и своите довчерашни смртни непријатели. Почитувани кумановци паднаа маските. Нова коалиција Максим Триевски во да помане. Максо ги предаде своите. Констатир. Снимам те, снимам. Никој не те бара. Личи на трајна соработка, веројатно затоа што во таква констелација не може да има колебање, особено ако се има предвид дека според пресметката која прави поранешниот струјаджија, гарантирани се уште најмалку 43 4-годишни мандати. Ево веќе поминаа 128 години како ВМРО и Република Македонија живеат една симбиоза вечна зависна една од друга. И сега ВМРО ДПМН малкумина знаат дека стратегијата на ВМРО ДПМН е определена за 300 години. Таа стратегија веројатно трпи и модификации затоа што културно-архитектонскиот идеолог на партијата гради неверојатна мизогена теза со која доведува под знак прашалник половата рамноправност, па дури и под сомнеш ги доведува и Сирма и Румена, оти не бивало некој без тестиси да раководи армија. Радмила Шекеринска, министер за одбрана, човече, па тоа е тотално смешно. Про таа е жена. Министер за одбрана е човек кој оде во војска. Значи, тоа треба јасно да стане. Тоа не може да се дозволи. И затоа ни предстои, и на христијан ни предстои, редефинирање на таа работа. И на крајот, додека Христијан редефинира, неговите партнери се жалат дека нешто недостига. Значи, ние сме дојдени до тој степен да има голема недоверба и голема, да речем, голема жалост за тоа што се случува во нашата држава, со најголемиот орган. Значи, без оглед на димензиите, секој орган е задолжен да си ја врши работата која што му е доверена. Недовербата во органот за нечија среќа, а за туѓа жал, се решава само со негова смена. Оваа саботажа е готова и си ја заврши работата малку порано или пред да биде одредена судбината на органот.